Пријатели, добар ден и добро дојдовте во денешнава епизода. 5 точки сме у комбинација пар, овој пат повторно од машкиот пол и почнавме да... Инаку, Владо, не знам дали знаеш, али поише секојаш гостите се у најголем дел девојки, али добро е, веќе мислам дека ќе донесеме работите до 50-50 изедначеност. Како и да е, денеска, како што гледате, ќе имаме гостин. И Владо, пред се, фала ти за тоа што си дел од оваа епизода. Фала ти што прифати покана да дојдеш и да си позборуваме на интересна тема. Али пред да позборуваме за таа тема и за тоа што ти го правиш и што можат луѓето да го добијат од тебе, чисто сакам да се запознае оваа заедница со тебе како човек и ме интересира како Владо, која е му историјата во активен и здрав начин на живот, како ти се всадило тоа како страст, како пасија, од каде се почнува? Така, прво фала на поканата. Значи, вака, сега со спортот се бавам цел живот, уште од дете, почнувајќи од запишување на тренинзи со фудбал, па други спортови, атлетика и така натаму. Значи, завршив средно физкултурно училиште и завршив факултет за физичка култура. Тоа е оној делот со образованието, да. Комплетно подкрепен со знаење. Кроз до крај. Така, значи пред да почнам да се бавам со бодитек или со овој тип на вежбање, работев активно како инструктор и тренер по пливање. Тој некаде 10 години, паралелно со тоа држев и часови по пилатес и персонални тренинзи, индивидуални и така натаму како дополнување. Сега бодитек е многу блиско со ова последново, персонални индивидуални тренинзи. Знаеш, пасијата твоја дали е поише према активниот животен стил или према пренесување на тој активен животен стил на други луѓе? Па може да се земат двете заради тоа што и јас сум поприлично активен, да кажам, во спортот, дали со трчање, со велосипедизам, планинарење и така натаму, пливање, како што кажав. И така да на некој начин се врзува со ова второ, пошто сакам истото да им го пренесам и на луѓето како еден здрав начин на живот. Супер. Да им кажам колку е важно да се физички активни за целокупната нивна психофизичка состојба. Така. Сега, она што у моментов ти, од колку години веќе се бавиш со бодитек, колку функционира? Па бодитек речи си трета година. Трета година, супер. Значи, се работи за нешто што е познато, ама е се уште непознато на пазаров и знам дека и многу луѓе, па практично и јас вклучувајќи се, не бев сигурен доволно што е добро ли е, нели е добро, до кога треба, како треба и слично. И тие прашања се јавуваат и кај многу луѓе и се работи за електромускулна стимулација, практично тоа е дисциплината која што ти ја пренесуваш на другите луѓе. И тоа е нешто што не се употребува од пред 3 години, туку се правело и како третирање и денеска се користи на физикални терапии и слично. Што всушност е електромускулната стимулација во делот на додавање вредност на физичката спремност на индивидуалец? Така. Значи вака, бодитек методата или МС методата се заснова на нискофреквентна струја. Истата што се користи на физикална терапија. Значи, таа истата прави контракција на мускулите, со тоа дава отпор, оптеретување, значи на мускулатурата и ние фактички вежбаме со тоа оптеретување. Би било слично како да речеме вежбање во теретана со товар, само што тука нема товар, ама има оптеретување. Позитивната страна е тоа што не може да се повредиме при вежбање, не ги оптеретуваме зглобовите, е строго контролирано нели од персонален тренер, а второ е полезно за да што опфаќа преку 90% од скелетната мускулатура. При тоа нема никаков контакт со нервните патишта, со внатрешни органи, со мозок, рбет, зглобови и така натаму. Супер. Како, мислам, знаеш што тука исто дали да речеме може да се случат некакви контраефекти ако можеби некој ја користи електромускулната стимулација како основа на физичка активност. И да речеме тоа е моја дисциплина и не правам ништо друго, го правам само ова. Макар што и тоа невозможно затоа што барем ќе пешачиш, барем нешто ќе си активен у секојдневни домашни работни активности, али чисто како факт ме интересира и мене. Така, контраефекти нема апсолутно никакви и како дисциплина да речем може да се користи, доаѓаат луѓе што се бават исклучиво со овој тип на вежбање,
ама не можам да ја наречам дисциплина затоа што ова не е спорт, ова е фактички физичка активност На која друг- што на друг начин за да, релативно друг кратко модел и време метода. сакате да бидете во добра форма, да кажам, немате време за други активности. Сега, она што знам дека го, мислам, као адут и го промовирате, е дека со 20 минути на електромускулна стимулација може дури да се постигне ефект на 2 до 3 часа Повеќе часа вежбање, вистинско вежбање и мене тоа не ми е јасно како е возможно да се... Моментов е, за 20 минути ние пуштаме струја на сите поголеми мускулни групи, фактички на цело тело опфаќа, и му доаѓа исто како кога би оделе во теретана тренингот, најчесто би го делеле барем на 3 дела, каде што поголемите мускулни групи се работат различен ден. Овде истиот ден се работат сите мускулни групи во исто време. Да, Тоа што има логика. се менуваат вежбите нормално за тие 20 минути, не се повторува една иста вежба, така да со оглед на тоа дека е струја исто прави доста длабока и доста ефикасна контракција на мускулите, доста интензивна е методата и тука се на... Да, и како задоволен? Да. Не, па, сакам чисто само да дадам потврда дека по-друго е чувството. Друго е чувството, поприлично ефикасно и да речем за кратко време се постигнуваат некои позитивни ефекти во однос на тонирање на мускули, подобрување на издржливост, се намалуваат болките доколку ги имате во грбот и во зглобовите, а пошто троши доста калории влијае и на слабење. Сега, може би, нешто ја и по тоа што у комуникацијата лично со тебе еве го разбрав и го доловив, е дека може би и дури е препорачливо и навистина добро ако во макар и ако некој вежба, не знам, класичен фитнес или било каква друга дисциплина, како додаток електромускулната стимулација би била супер. И знам дека многу спортисти, професионалци и доаѓаат дури да прават, мислам да го користат ова и бодитек како додаток во тоа што секако го прават. Во поново време, значи, почна и кај нас професионални спортисти да доаѓаат, да го користат, како што кажуваш и ти самиот, како дополнување. Иначе на западот е веќе од домакинето тоа во професионалните клуби веќе имаат МС метода, што ја користат, дали за подобрување на мускулатурата, за подобрување на сила, помага за експлозивност, исто така доста, или во процес на брза рехабилитација. При повреда. Така. При повреда, после напорен тренинг за релаксација исто и за тоа помага. Така, сега исто уште една работа која што сакам да ја расчистиме, затоа што знаеш ние луѓето секогаш одиме по линија на помал отпор и многу често знаеш супер ни звучи да одиме нешто да ни пушти некој струја 20 минути и да изгледаме супер и при тоа да си лежиме, да си јадеме и кркаме што сакаме, али пак сакам она што е факт и што е вистина и што треба секој да го знае, дека не постои слабење или оформување на тело со тоа што ќе одам на 20 минути да повежбам со електромускулна стимулација, а дома после ќе јадам хамбургер и чоколадо и ќе пијам сок и ќе изгледам супер. Сепак се работи за повторно средување на начин на живота, електромускулната стимулација да се користи како нешто што е баш така, еден тип на... Кога станува збор за здрав живот, еве и слабење во таа насока, исхраната е многу битен фактор, еден од најбитните фактори, значи ова помага во тој процес. Не зборам само за бодитек или МС метода, него било кое вежбање во иста насока, да. А да јадеш глупости пак нема Точно. Организмот прво треба да го прочистиме од внатре од токсини, па потоа со процесот со забрзување на метаболизмот фактички да почнеме да согоруваме малку повеќе калории и така натаму. Иначе во бодитека се вежба, не се пушта струја па си стојам сега и си... Него буквално ги правиме вежбите што би ги правели во друг фитнес центар, само што струјата е факторот кој што го дава оптеретувањето. Да, сега поточно кај вас у центарот Бодитек, она што начинот на функционирање дека тренизите траат 20 минути, така секој може да си резервира свој термин од 30 минути. Секогаш знам дека стои човек покрај тебе кој што работи, ти покажува сега ова, сега она. И по она што јас имав искуство, има стварно ефект, мислам, и се испотив, што е најбитно, и она што мислам, го осеќав оној умор,
во мускулите као да Се направи комплетен да, као да тренинг си од бил сат и пол, да. буквално у фитнес да си извежбал Да. и бев и воспален, особено на нозете, следниот ден. И како може човек да дојде и да ве најде, да проба, да почне, да види како се тоа изгледа? Така, значи нас може да не најде преку сајтот, значи bodytech.mk, буквове на почетокот нормално, bodytech.mk не има и на Facebook, таму има и телефонски броеви. Најубаво е значи да се јават, да си закажат пробен термин, пробниот термин не го наплаќаме за да се запознаат подобро со методата. Тоа може и преку фиткица да го направат. Можат и преку фитки, точно така. И со тоа да речеме ќе ги запознаеме поблиску до методата како функционираме и од тука па натаму може да се договориме нели што како би терале со која програма би работеле и така. Постојат исто како ти најмногу препорачуваш да се направат програма да ја крстиме, дали тоа да биде 3-месечен период, 6-месечен период, кој е периодот и временската рамка која што ти ја препорачуваш за да човек стварно види некаков резултат, при тоа повторно да повнимава и на останатиот дел од начинот на живот и исхрана. Па баш убаво спомна, значи 3 месеци е некој најоптимален период кај што може да има очекувања да се подобри, значи не само тонусот, издржливоста на мускулите, него да влијаеме и на слабење како маце потешки станца од овие сите, заради тоа што за тоа е потребно време организмот да се преадаптира и од аспект на вежбање и од аспект на исхрана. Така да 3 месеци е некој оптимален период каде што би требало да има резултати. Тоа значи на неделно ниво поеднаш, по 2 пати пати во неделата е оптимално. Значи ние препорачуваме од денес до 3 пати, се договараме на лице место како, ама 2 пати неделно е сосема доволно. Да, супер. Одлично, Владо, баш е супер што можеби споделивме некои факти, работи, расчистивме и можеби и некои митови и мислења за луѓе кои што имаат поврзано со електромускулна стимулација, затоа што во Македонија се уште не е популаризирано на тоа ниво и комерцијализирано и се уште кружат најразлични гласини, кој што е нормално за секоја една новина, иако ова не е новина. Така да, дечки, секој од вас кој што можеби сака да проба и ја би го советувал да проба и да можеби го вметне или како основа или уште подобро како додаток на веќе постоечката дисциплина и вежбање што има. Местото кај што може да се обратите е кај Владо, Bodytech, ќе го ви кажа како да го најдете на Facebook, секако ќе оставиме доле линкови да имате инструкции и нормално локацијата им е, инаку чисто да знаете, билна аптека, Да, во близина пред рампа, билна аптека, кисела вода точно. и ако некој од вас веќе бил или ќе оди, ќе ни биде драго и да споделите можеби некакво искуство, дали на ова видео во коментар или па било како и во приватна порака и кај мене или кај Владо. Уште еднаш она што ни останува е да ви се заблагодарам за вниманието, да му се заблагодарам и на Владо. Фала ти уште еднаш на поканата. И се надам дека ќе се видиме, Владо, за пак можеби некои 5, 6, 7, 8 месеци пак да позборуваме за ова и да нормално мора да се повторуваат некои работи за да луѓето почнат да го прифаќаат. Ве оставам тука у здрави животни навики. Ви посакувам убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао. Поздрав.